Стадион. Емисија за вашата вистина. Злате Ковиловски, нашинец од Германија, Луксембург, од Европа. Господине Ковиловски, што е судбина? Сте прошетале цел свет, а сепак првото интервју во Македонија. Огнено крштевање го правите со медиумите во Македонија и тоа со Канал 77. Прво интервју, добро дојдовте во Канал 77. Добро утро и добро ве најдов. Многу ми е чест да ја започна мојата медиумска кариера во Македонија со вас. Вие сте родени во Германија. Македонски јазик добро зборувате. Фала. Благодарение на семејството, училиште учевте дополнително. Како ви успеа тоа? Затоа што, за жал, така е, многу малку од младите кои се родени таму го владеат добро македонскиот јазик. Точно, јас сум роден во Германија, таму и ден денеска живеам, цел живот кариерата таму си ја изградив, во Англија завршив, магистрирав, никогаш не сум живеел и работел во Македонија. Мојот татко веќе во 70-тите години се ангажираше за време на Југославија за да се отвори македонско школо и така јас од 2 до 12 оделенија одев секоја недела по македонски часови и знам да читам и да пишувам на кирилица. И некој сте инвестиционен консултант, експерт, стручњак. Сега моментално работите во една од најголемите компании, експерт сте за инвестициони фондови, за вложувања, ризик менеджер. Објаснете вашата лична биографија и кариера. Јас само запаметив, тоа парите најлесно се паметат. Дека располагате, управувате со 150 милиарди евра во момент. Да, тоа е мојата одговорност. Јас сум експерт за инвестиции во private equity, дел кој што не е во берзите како врзници или акцизи и иначе нашата фирма каде што сум запослен како ризик менеджер управуваме 1,6 трилиони евра, тоа се 1600 милиарди евра и јас сум експерт за тој дел во Луксембург кој што е комплексно инвестиран во цел свет. Така, држиме ние капитал во Германија 95% од институционалниот капитал и тоа го работам веќе скоро 20 години. Тоа се многу пари. Што ви кажам, да сум буџетите на државите, да ги собереме сите тука. Не на Балканот и пошироко не изнесуваат толку. Па да, едно е буџет како промет, ама ова е вистински капитал, што милиони од луѓе го заштедија и има една регулатива да ако се работи со појќе од 500 милиони евра, задолжително треба да се запосли еден ризик менеджер. Значи јас сум тој кој што ги одобрува сите инвестиции и тоа се во просек 20 милиони евра на дневно база. Вие сте тој кој што ги штити тие капитали од непредвидливи работи, од измами, че вие гарантирате со вашето знаење, со вашата умешност, со вашата експертиза, дека нивните пари што ќе ги вложат, нема така да се изгубат. Да, тоа што се случува тогаш во Македонија со ТАЦ банката, фактично е невозможно. Системот е Кај вас е невозможно. Тоа е невозможно, значи тоа е сигурен систем со различни контроли и јас сега имав минатиот месец една рефинансирање од 1,6 милиарди евра во Лондон, што беше најголемото рефинансирање во целиот европски континент за едно градилиште, што е најголемото во големото кралство и Северна Ирска. Јас сум таму надлежниот ризик менеджер, како еден од моите проекти. Има ли наши таму, или тоа е деловна тајна, кои што инвестираат, кои што се заинтересирани за да работат со вас? Наши како поединци македонци. Поединци има се. Нас македонците не има секаде. Јас викам ние сме како глувците. Во секое село ќе не најдеш по еден, да, ваму таму. Потесна специјалност ви се инфраструктурните проекти, сообраќајната комуникација. Па инфраструктурните инвестиции се за нас многу интересни, оти тоа бара многу капитал, тоа е нешто што ние го имаме на располагање и
И така имаме, например, со француската држава инвестирање на секое село да се поврзи со брз интернет. Ние имаме и со А и со интернет, со тоа работите, дигиталниот аспект е... Па да, тоа е дел од инфраструктурата, нели? Кај нас ке се помисли одма на патишта, на пристаништа, на... Па имаме и тунели, и пруги, аеродроми во цел свет, во цела Европа. Имало ли интерес некојаш од наша страна да го искористат вашето знаење? Да, јас порано... Вашиот капитал. Да, секогаш тоа на располагање. Јас сум активен македонец од дете веќе, да кажам, и во црквата, и во клубовите, и секогаш стоев на располагање на владата. Особено кога имаше едно време едно така наречен roadshow. Roadshow. Ja, јас пред да станам рейзик менеджер, јас бев во финансиски рейтинг аналист во најголемата европска рейтинг агенција, специализиран за автомобилската индустрија, овие што ги викаат на македонски снабдувачи на автоделови. И јас му давав supply, да. Јас му давав нотација и можев точно квантитативно да израчунам нивната веројатност финансиски да издржат. И така работам во името на 7-8 големи германски автомобилни продуценти за овие. И така имав чест тогаш да лобирам фабриките да се отварат во Македонија. Во технолошко развојните зони, да. Да. И што се случува сега со автомобилската индустрија? Кинезите не освојуваат со нивните ефтини автомобили, во криза е или жилава е ке... Па многу е динамична, агилна. Сега кинезите покажа има многу нови стотици илјадници апсолвенти инженери што доаѓаат на пазаро од истите имат со факултети и тоа е како војска на инженери кинези кои што можат така да забрзуваат динамика. Порано траеше еден нов модел да се подготви да дојде на пазаро 5 до 7 години и сега е скратено на 2,5 години и така морат германците и европјаните. И они да се прилагодуваат. Одма, да. И сега тоа е, јас го гледам како спорт. Како спорт? Како спорт. Надпревар, постојано. Па да, значи не може да остане како што беше. Тој кој што е брз и квалитетен ќе победи. И какви се перспективите на автомобилската? Затоа што и ние сме поврзани. Нашиот извоз зависи од Германија, нашиот бизнес зависи од Германија. И тоа претежно од автомобилската индустрија. Моментално да. Сега бев на годишното собрание од одборот на Македонија 2025 во Флорида, во Мајами, прв пат возев со такси роботер и тоа ќе биде 100% иднината. Значи јас сум убеден дека од 2036 година автономни возила во Европа сите коли ќе бидат роботери и ретко ќе бидат тие фамилии кои што ќе поседува сопствена кола, е многу поевтино да се вози со роботери. Што веќе во Америка, во Кина го има, во Германија почнуваат, во Европа? Па во Германија Европа се сака да регулира и така ја одолговлекува работата, но американците и кинезите се побрзи и го тестират на живи луѓе и функционира феноменално добро и јас сум 100% убеден дека тоа ќе биде. И каков е впечатокот кога седнате во тоа возило? Многу убаво. Нема никој? Не, тоа е како телефон, ова мобилниот телефон кога се воведе во општеството во 90-тите, кој ќе кажеше дека за рок од 15 години поиќе телефони ќе има отколку луѓе на свето и задниот бушман во Африка ќе има телефон. Не е така непријатно, немате комуникација социјална, влегувате со кого комуницирате? Не комуницирате или само има насоки, апликација? Па да, тоа е овие роботер колите се возат и на вештачка интелигенција и можеш со нив многу убав разговор да водиш. Ти се знае брзо да ти одговори. Значи имате комплет сервис, пакет. Може и разговор да прави. Па да, функционира и така ќе биде овде за 15 години најкасно.
Господин Коиловски, треба да се плашиме од аспект на вашиот бизнис и воопшто на економијата од вештачката интелигенција или треба да ја гледаме како шанса? Па да, значи... Затоа што некој ќе рече, па што ќе ни се консултанти, алгоритмите можат се и вашата работа да ја работат, ризик да пресметаат, или без човек не може. Може да ни помогне, ама без нас не може. Можат и оние одлуки да носат. Да, јас го споредувам со воведувањето на тракторот во земјоделието пред 80 години. И селаните се плаше и велеа што ќе работиме ако сега тракторот ќе ореи и ќе сеи. И во обратното Или струјата, да. се случае, значи поиќе време има да се насоча кон поважни работи, нели? И тоа ќе би донеси една унапредување на нашиот квалитет на живот и на нашите плати, што ќе може да бидат можда 30-40 пати повисоки за 20 години отколку што е сега. Што ќе мислите, тоа е невозможно во Македонија да се заработува 20.000 евра месечно. И јас велам, да, возможно е. Размислете се како беше пред 60 години, колку беа тогаш платите и колку се сега. Тогаш ќе се види дека има значително напредување. И таа динамика уште ќе продолжува. Не треба да се плашиме од вештачката интелигенција. Многу да се радувате и да бидете брзи и вие одма што ќе ни ги земе работните места, ќе ни ги земе. Не, тоа многу ќе ве унапредува во сите сфери. Прашав за одлуките. Може ли вештачка интелигенција да биде лидер? Затоа што една од темите на Македонија 25 самитот е лидерството. И слушнав многу, затоа и ве прашав за одлуките, многу убава реченица, еден од говорниците кажа: лидерот треба да има мудрост и визија, и треба да има доверба кај вработените. Довербата ќе ја изгуби ако не носи одлуки. Понекогаш е подобро да носите и лоша одлука, отколку никаква одлука да не донесете. Да, за лидерството, јас имав и чест да бидам учесник на школото за млади лидери, создадено од председателот Ѓорѓе Иванов, школа на млади лидери, и таму научив дека македонскиот збор, израз за лидер е војвода. И тоа значи дека тој е еден човек кој што знае каде е изворот на чистата вода и кај што можат луѓето да ги водат и да има доверба во него, да ги однеси на изворот кај што е водата најчиста, да. И да може да продолжа да функционира така како општество. И така треба да се види еден лидер, точно како што рековте, да има доверба, да биде чесен и работлив и да води напред и да одат по него за да има заеднички голем успех. И да биде решителен, а не статус кво да чека цело време, за да не погреши, се плаши да не погреши. Тогаш нема да има запијање, никој. Ке зажедниме. Значи не греши само тој што не работи. Па тој што не работи е единствен кој што не може да сгреши. Значи тој кој што работи мора да сгреши и на тоа може да се позна дека работи. Да. Ве прашав, вешка интелигенција може да носи одлуки? Ќе носи одлуки? Па да, значи едноставните одлуки веќе ни ги придонесува. Имам еден пример, јас располагам со над 5000 фирми кај што сум фактично собственик преку моите фондови и во едната фирма за осигурување на коли, кога се воведе вештачката интелигенција, можевме 95% од вработените да ги опуштиме, бидејќи повеќето судари беа правени на мали судари на кога се паркират во супермаркети. А ке чепнеш некого, ке чупнеш? Да, и ако има адреси, ако колите се осигурувани, по-ефтино исплати. А отколку на терен да излегувате, да снимате, да сликате? Значи, по-ефтино излегува и врз таа основа можевме да ги намалиме овие осигурувањето, плаќањето за трошот, крајно колите што ги поседуваат, нели, можевме да ги намалиме цените фактично како резултат од тоа. Вие сте активно вклучен во црковните општини, во црковниот живот во Европа. Да, уште како дете јас бев учесник на формирање Македонска православна црковна општина во градот Билефелд, каде што сум роден јас. Татко ми тогаш беше во одборот и да се пофалам сега во саботата бев јас домајкин како председател на црквата
Свети Павле во Трија, на епархиското годишно собрание од Европската епархија. Имавме ние 150 делегати од 45 црковни општини од цела Европа и со 25 свештеници носевме на тоа собрание многу важни одлуки за еднината на Европската епархија и затоа можам да ви кажам многу убави информации од прва рака. Задоволен сте од тоа што се случува, од интересот, од посетеноста, од младите како реагираат, дали доаѓаат? Па првата црква што ја изградив во Германија од Тебел како Каде беше тоа во градот Мајнц во 2010 година ја почнавме бидејќи јас бев член на градежниот одбор. Татко ми имаше градежна фирма и така имав јас знаење како да се водат тие работи од правен, технички, архитектски, финансиски начин. Таа е една од најуспешните црковни општини во Германија сега. Ние кога ја изградивме црквата се плашевме за кого ја градиме црквата. Дали ќе има доволно, нели? Јас тогаш направив голема револуција и му кажав на одборот тогаш да сите да си да одставка и младите да ја преземат работата. И тие ја градат, ќе ја чувствуваат како своја. И така мислевме ке можеме да успееме, но вистината е за жал таква дека стотици илјадници македонци од Македонија се иселија во нашите краишта. Нашите цркви се полни. Јас направив анкета, попис, скоро 90% од нашите македонци во Германија не се родени, туку сега се иселени во минатите 10 години. Ние направивме попис лани и дојдовме на 320.000 македонци само во Германија. 320. Таа е официјална бројка сега и тие луѓе мора да бидат покријани и во нашите црковни општини ние имаме еден концепт што се вика служба и дружба. Значи после богослужбата ние се собираме, децата си игра, жените се запознава, си помагаат да си ги чува децата, мажите си се запозна, си помага, еден знае кола да поправа, нешто, домо да... Го учат јазикот. Имавте една иницијатива интересна, која што се уште многу е битна, таа важна, се уште трае да се учи македонскиот јазик. Организирате курсеви за македонски јазик за децата. Има ли интерес за тоа? Сте ангажирали наставничка. Јас не знаев, германската држава ја плаќа. Да, А тоа кога би знаеле тука во Македонија, би се зголемил бројот на студенти што студираат на македонски јазик, затоа што знаат дека ќе имаат во едина сигурна работа, сигурен ангажман, макар и 5-6 години па да се вратат пак во Македонија. Да, во мојата покрајна, јас каде што живеам во југозападна Германија, што се вика Рајнска област Пфалц, јас се започнав пред 2 години иницијативата да се формира македонско школо и сега во септември за прв пат се отворе македонска паралелка со една голема посебност. Прво, македонскиот јазик е сега официјално признаен јазик и децата учат на македонски со книги од Агенција за иселеништво од Македонија, каде што оценката му влегува во германските светителства официјално и му го крeva просекот така за да може да напредува после запишува. Да, и тоа беше во градот Кобленц и учителката што заврши факултет од Битола е запослена од страна на германското министерство за образование, е плаќа и да имавме појќе деца пријавени, појќе време ке работеше со тоа исто. Ковиловски, едно прашање околу враќањето. Да. На овој самит презентиравте една анкета, околу 1500 одговори ви пристигнале од нашите во странство, анкетирани селеници, околу тоа дали ќе се вратат, дали би инвестирале во Македонија, што мислат за актуелните прилики тука. Неслучајно ве прашувам вас, затоа што ви имате и лично искуство. Вашите родители се вратиле во Прилеп. Да. Изградиле нова куќа таму. Имате ранч во Прилепско село. Така. Немате пат, како рековте. Асфалт. 5 километри, мора да кружите 50 километри, а може ќе се направи еден ден.
Да, значи покрај мојот ангажмон со македонското школо и македонската црква, јас сум и во одборот на македонскиот клуб Илинден во Луксембург и јас сум веќе 16 години член во организацијата Македонија 2025, која што сега вчера самито му заврши и ова организација е најголемата и најуспешна македонска диаспорска организација во светот, со буџет од $1 милион годишно. Имаме 11 полно вработени овде во Скопје, што ни стои на располагање и ова година правивме една анкета на диаспората со 1400 испитаници и еден од изненадувачки резултати беше дека 45% би се вратиле во Македонија. Од анкетираните 40% размислуваат да се вратат. Да. И 1400 луѓе се доволно луѓе доволен пример за да се скалира. И јас тоа можам исто да го сведоштам од прва рака, кој што сум во Германија, дека ако било во Македонија животот како во Германија, тогаш природно би било да се вратиле сите назад. Значи таму е поскапо времето, климата не чини, менталитетот е поинаков од тука, така? Има многу аспекти, и културни, и климатски, и долгорочни за фамилите, бидејќи ние исто и преку црквата европска гледаме дека ако децата не одат во македонската црква, тогаш најкасно за третата генерација се македонско изгубено. Асимилацијата не може да се пречи. Значи, македонската црква е единствениот столб кој што во диаспората гарантира да се зачува македонското што го имаме јазик, вера и култура. Што друго покажува анкетата? Што бараат? Услови, транспарентност, законитост, безбедност? Еве, например, размислуваат и голем процент од нив и да инвестираат во Македонија. Меѓутоа, бараат стабилна атмосфера и од правен и од секаков друг аспект. Па да, еве 16% од испитаците активно истражуваат веќе можност да инвестираат, и 15% сака и да принесат и преку менторство или филантрофија. Значи македонците особено, знаете, тоа е нешто ако ќе го изгубите, поќе знаете да го цените нештото и затоа македонците во диаспората многу си ја сака Македонија. Тоа е нешто што е една невидлива енергија што ги трга нив. Јас се споредувам како се вика гравитацијата. Да, гравитационо поле, да. Така не влечи и тоа е еден голем извор на потенцијал и економски и културни и за стандардите да се зголема во Македонија. Кој е вашиот совет? Што треба да прават нашите политичари, нашите власти тука, министри, премиери? Убаво ќе ви кажам. Во Македонија постои еден болест, еден многу тежок болест што се вика корупција. Тоа е како рак. Ова е рак, е многу тешка борба и ова е можеш да генерацијска војна каде што мораме сите да се ангажираме и да се вклучиме корупцијата да се уништи ова болест. Во Германија, во Луксембург како се прави тоа? Со правила, со почитување на закони, со честност? Па имаме еден закон во Германија што вели вака, ако го фатиме државно запослениот администратор на корупција, автоматски си го губи и работното место и нема право на пензија. Нема право на пензија? Да, и тогаш во Германија никој не е поќе корумпиран, не му се исплаќа. Оти пензиите се големи. И фондови пензиски, да. Тоа функционира, например. Сте го кажале вие на нашите кога прават стратегии за борба против корупцијата? Ама не им се слуша. Па во Македонија образованието за финансија е на извонредно нисок ниво. Значи, ниско ниво. Да, јас отиработам секој ден, јас сум влезен длабоко, значи повеќето луѓе не знаат ни како се создава парата. Значи две мистици морам да исчистам. Прво, парите не се од Господ тајни.
Значи, тоа нема врска со Господ. Туку тоа е човечка измислотија. Тоа е многу битно да се знае. Оти луѓето се понашава на таков чуден. И второто е дека и парата не се множи како Не се оплодува, да? како едно дрво, нели, да се шири на повеќе. Значи, парата е ограничена. Не е природна, се шири природно. Дрвото расте и создава плоди. Парата е ограничена. И многу политичари во Македонија се понашаваат на еден начин како да можеш поќе да трошиш отколку што добиваш, знаеш, како да такви правила Не си ја гледат чергата, нели? да ги испржат нозите колку што име чергата. Иначе финансискиот свет е по правило многу едноставен. Оти само има плюс и минус. Плюс е колку е приходот и минус е колку се трошоците. И ако знаеш да имаш појќе приход од колку расходи, тогаш имаш заштедено. Тоа заштеденото се користи се вика капитал и тоа може да се инвестира. Значи, ако трошиш појќе од колку што добиваш, тогаш немаш капитал и не можеш да инвестираш. Иначе во Луксембург имам нешто многу интересно научено што треба да се примени и во Македонија. Бидејќи ние во Луксембург и Македонија имаме големи сличности. Прво, ние сме европски држави во копното на Европа. Второ, ние немаме пристап до морето. Малечки сме, да. Мали, без пристап до морето е важен фактор. И третото е што сме обиколени со големи држави посилни. Луксембург, Франција и Германија, нели, и не е смелена. Така, има големи обиди да ги негира како нација, ама успеа за рок од 80 години. Пред 80 години во Луксембург има деца кои што умира од глад преку зимата, оти нема доволно храна. И тоа во Македонија никогаш го немало. И во сите војни, балкански, светски, граѓански, партиски, што беа во 20 век, и за рок од една генерација успеа да бидат најбогата држава. Пер капита се најбогати у свет сега, по глава на жител приход. Па да. И Македонија може тоа да го стигне ако сакат, и тоа е и сега јас ќе ви ја кажам тајноста. Ми траеше 10 години учев во Луксембург да влезам во нивниот систем длабоко за да учам што му е нивната тајност. И ја научив и на вашите гледачи ќе му ја прекажам. И тоа оди вака. Позиција и опозиција за важните национални работи секогаш се сложни. И има договор за затворените врати кој што ода вака. Ако јас започнам проектот, тогаш во случај на промена на власта ти ќе го продолжиш и се што ќе почнеш ти во твојата власт, после тоа јас ќе го продолжам. Оти тоа е израз на демократија. Во тој момент мнозинството те гласаше, ти ја имаше мојкта и затоа имаш право да почнеш убави големи работи. И во Македонија има погрешно разбирање за демократија, дека Со мене почнува, да. Се што го почна другите мора да се уништи и колку да било добро, но тоа е тајноста за успехот и јас мислам дека со тие македонци јас што ги имам запознаено во диаспората, можеме да се разбериме. А имаме многу моќни луѓе, само што недоволно зборуваме за нив, ни за Европа, ни светот, кои што се македонци, кои што се по потекло од Македонија. Па да, особено во организацијата Македонија 2025, ние даваме приоритет на успешни професионалци со македонско потекло и во Северна Америка, Канада и Соединетите Американски држави, сите што беа и што се најуспешните македонски менаџери, фактично се членови кај нас. Аха. И привлековте ги, вклучивте. Да, и ретко секој што се повлекува од некој лични его трип, што викам. Ама во мнозинството ни се приклучија и функционира убаво, имаме многу успеси, да ги набројувам за минатата година 2025. Ние доделивме 190 стипендии за студенти и средношколци кои што се или од социјално ранливи категории. Фактично сите што аплицира, сите добија стипендија. Имаме и
тие студенти со најдобри оценки кои што ги стипендираме до крај. Имаме и над 2500 лидери и таленти што ги поддржуваме преку нашите програми за развој, за лидерство и специализација. Ако сакат, например, да отворат фирма или ако имат мала фирма, како да се унапредува во различни делови, како например за извоз. Имаме ние скоро 100 активни членови моментално во нашата организација и даваме ние и клучни предлози, политики за владата. И јас можам да се пофалам дека ова влада сега што е на власт во Скопје сака да соработува со нас и ние ја преземаме нашата должност и се што знаеме ние за добри политики од државите каде што ние живееме и каде што ние гледаме кои се најуспешни, како например дигитализацијата од Естонија, да биде применето овде во Македонија, ние не можеме ништо ново да измислиме. Услугите администрацијата се да биде дигитализирани. Ако е се дигитализирано, нема шанса на корупција. Значи, јас на телефон можам се да завршам и само одам да си го земам документи. Вештачка интелигенција не е научена на корупција, уште не. Да, ама ние и поддржуваме бизниси, даваме експертска поддршка на 168 македонски фирми, носиме од странство волонтери кои што ќе живеат во градот од фирмата и ќе работат со менаџерите заедно со месеци. Ноу-хау, да. Од тие бранши им отварат нови пазари. Нови идеи, нови софтвери, помрежување и тоа е, значи, нашата експертиза на оваа организација. Вие ќе се вратите ли? Вашите родители се вратија. Вие како размислувате? Значи, вашите родители се, не видите деца, внуци, што ќе се случува и како се размислувањето? Нас македонците во диаспората најмногу ни одговара животот во Македонија. Значи, јас се сеќавам како ризик менеджер кога видов во Вухан во 2020 година дека се затвори целиот град милионски, јас знаев дека е неизбежливо дека ќе има локдаун и ги предупредив мојот менеджмент под хитност сите да добиват лептоп да може од дома да работат и му кажав дека сите од дома ќе работам, не ми верува. Не може да си замисла дека уште пред тоа, да. Тие ми рекоа мојот син за 20 години можеби тој од дома може да работи, ама не ние. Значи не траеше ни 2 месеци кога целата фирма и целиот свет работеше од дома и тоа сега го смена начинот на работење и мене ми кажа веќе. Јас имам право да работам со луксембургска плата за луксембургската фирма. А живеете во Германија? Да, до крајот на животот можам да работам од Македонија. Знаеш, тоа е нешто ново, што и не беше очекувано и ни дава нови шанси. И јас не е битно кај живееш за да можеш да работиш кај сакаш или кај можеш, да. Да, и овај процес знаевме дека ќе дојде, сега се забрза и затоа јас можам да си замислам дека илјадници, можда десетици илјадници македонци од Австралија, Америка, од Европа. Канцеларијата ќе ти биде таму кај што си, а не кај што мора да одиш, на пример, кај што е компанија. И оданучувањето ќе биде тогаш во Македонија. Мислам тоа е една од главните причини што можам јас да ги убедам моите колеги од Англија, од Шкотска, од Ирска, му велам дојди барем 6 месеци годишно во Македонија, е топло, ќе платиш помалку данок, а тој данокот останува во македонскиот буџет. Плюс блиско му е море едно, друго море, трето море. Има и големи субвенции, например во Италија сега дадено за повратници, ама и за други европјани кои што сакат да се доселат во Италија првите 5 години да не плаќаат данок, намален данок, за придонеси интересни политики, да. Стипендии, субвенции му дава, мислам, буџетот на Италија никогаш немало толку голем прилив како сега, заради тоа, ама значи многу се доселува и секој поединец има од тоа директен профит, да кажам, и во Македонија да го воведиме, мора да има ефект, тоа се знае. Да, затоа што сега е интересна темата важна е за мигрантите. Ако нема работна сила, ако нашите си одат, ако не се враќаат, ќе дојдат некои други.
Тоа ќе се види. Јас мислам за кој работи. Јас мислам ќе се смени видот на работењето. На пример во Луксембург, каде што работната рака е највисока во Европска унија, мислам дека минималната плата е сега 2700 евра месечно, минималната. И тогаш ние кога одиме во кафич мораме самите да станеме и да си го земиме кафето. Иначе ќе биде кафето многу скапо. И се менува стилот. Има интересен пример, значи и вие размислувате да се вратите еден ден. Па тоа е реално сценарио, да. Еден поранешен дел од владата сега, после напуштањето на министерската функција, воопшто не замина во Соединетите американски држави. Джери Наумов. Не само што живее тука, и бизнисот тука го пресили. Има, може би, да вработени. Да. Па јас го запознаев Джери Наумов уште како министер за привлекување странски инвестиции. Јас му бев домаќин во Deutsche Bank, кога бев ризик менеджер. Од Deutsche Bank. Тој беше дојден, да. И од кога е завршен неговата кариера како министер, каде што македонците и особено неговата фамилија го правеа будала. Затоа што сака да се врака. Оди се врате и не само што се врате, туку и од кога му заврши мандатот не се врате за Америка, пак уште остана. Значи тој со неговиот бизнис во Битола има над 1000 млади луѓе запослено и сега живее во своето село помеѓу Охрид и Битола. Во село живее таму. Добро, не е битно. Каде што му е дедо му роден. Че не се вратил ниту во Охрид, ниту во Битола, туку во селото. И многу е среќен и задоволен. Јас го сретнав на самито. Тој е весел, здрав и успешен македонски повратник. И така, ако него има сигурно многу, и тој е добар сведок како е пример, да. како може тука и да се живее и убаво да се работи. И да се тере и бизнис, така да. Тој и да вработени не е мала бројка. Тоа е голема бројка за македонски прилики, па и за европски прилики, значи успешно работи. Да, па тој го држи американскиот пазар, каде што е роден и ако продолжиме да бидеме стратешки партнери со Америка долгорочно, ќе можеме од тие многу голем пазар тоа уште поќе да го зголемуваме, да имаме овде поплатени работни места, паметни инженери да изградиме со високи плати и да го држиме од Македонија американскиот пазар и Европа, зошто не? Злате Кавиловски, за крај, како изгледа светот во моментот? Многу конфузија, многу збунетост, е од вашиот инвестицијски аспект. Риск менеджмент. Да. Што да се прави во моментот сега? Војната, Иран, Америка, Израел, Украина, Русија, Европа и Америка почнуваат некако да се караат. Трамп беше сега, уште во Кина. Што се случува? Имате ли вие одговор? Еве ние малите читаме, следиме, меѓутоа веројатно тие големите што го прават се тоа имат некоја цел која што ние можеби недоволно ја разбираме. Да, јас работам... Нафтена криза, енергетска криза, економска и така натаму. Јас работам со крупниот капитал и ги гледам работите од тој аспект поќе. И јас можам ве уверам дека планот е многу позитивен, многу убав. Ние во Европа, каде што Македонија е дел од, ние пред нас стои еден период на голема демократија, слобода и економски развој, како никогаш досега европјаните што го имаат доживеано. Че не е точно дека европјаните се во голема криза, дека пред распад, дека еве и Америка крева раце од нив. Можеби оваа криза ќе им биде за памет уште повеќе да се мобилизираат и да се зацврстат. Па да, мора работите да се вида позитивни, ама и реални. Значи, заедништвото не прави во Европа појаки. Има, значи, ние се наоѓаме во една фаза каде што централизираната Европска Унија уште не е дозавршена, бидејќи има национални интереси кои што мора да се надминат. Ама јас сум убеден, еве во worst case сценариото со кој што работам, значи исто како едно од главните сценарија,
што може и најлошото да се случи. Во најлошиот случај Европската унија ќе биде послаба, ама економската соработка никогаш нема да престане во европскиот континент. Политички ќе биде можеби по И јас предвидувам многу убави работи за Македонија и мораме да продолжиме, да учиме, да напредуваме и да се стремиме кон Европската унија. И како да го решиме проблемот со Бугарија, со ова, со пречките? И за тоа мораме да се концентрираме на тоа кај што имаме влијание и тоа е во нашиот личен развој. Ние ќе се фокусираме на економскиот раст и ова другото ќе можело е дека многу брзо ќе помине. Дај Боже, за крај која пораката до младите во Македонија, до оние кои што си ја сакаат државата, ама кои што во сите анкети кои ќе прашате размислуваат да си заминат. Нека си заминат, ама и нека се вратат. Или не мора да си заминат за да може да работат во Европа. Ако се гледа работите на долго време, тогаш никогаш немало толку мир и економски развој како сега што е во Македонија. Ние моментално го живееме шпицот на македонскиот економски развој и само тие кои што овде живеат се оние кои што може ова уште поубаво да го направат. Не можете да очекувате ние од страна поиќе да ви помагаме од како самите вие кои што сте овде и ние веруваме во вас дека вие ќе го направите тоа што е кај нас во Европа стандард и тоа значи чисти улици и да се уништи корупцијата. Корупцијата се уништува едноставно со еден телефон. Чим гледате дека негде се случи, одма да се пријави. Ако сите веднаш ако веднаш се пријавува, тогаш има една култура на уништување на овај што го викам рак и тогаш ќе бидеме ние една јака држава и ние од Македонија 2025 стоиме со идеи и конкретни политики зад вас да ја направиме ова држава најуспешна држава, најразвиена економија во целиот регион. Којловски, што ја студираат децата сега? Кога би требало да запишувате ваше дете или да посоветувате некој близок? Економија, медицина, апропо вешка интелигенција, апропо енергетските, светските кризи. Да. Што? Кои професии се професии на едината? Лекар. Не, јас мислам вака, јас сум од финанси, јас велам вака, секој човек кој што сака да има пари, кој што сака да има многу пари, треба да учи финанси. Сега сте малку себичен тука сега. Не сум себичен, туку многу луѓе ми зборува за пари, а не знаат што е пара. Значи тоа е дел, нема веза дали учи историја или филозофија или правно или кој сака, треба да се учи и тој дел. Финансите и капитализмот, да, тоа е писменост. И писменост воопшто. Многу луѓе кои што завршува овде магистратура не знаат да пишуваат 5-6 реченици на англиски јазик без грешка. Не знам. Јас ги имам проверено биографите и имам јас на секретарка и велам вака, земи црвено пенкало и заокружи грешките. Запирка, кај погрешно збор и ако има поиќе од 3 грешки, одма фрли го и немој да ми го даваш. Значи, нема потреба да доаѓа на интервју, на разговор. Ако нема доволно почит кон себе да работи во детайл, својата собствена биографија, лична, тој значи во друга фирма не може да очекуваме повеќе. Значи треба да се работи во Македонија на две работи. Првото е квалитетот во работата и второ да се работи и брзо. И брзо и квалитетно се нарекува висока продуктивност. И моментално ова генерација на македонци во Македонија ја има најниската продуктивност од целиот континент Европа, бидејќи има запосленост и во администрацијата и како резултат работат полека и на крајот и со слаб квалитет. Знате Ковиловски, македонец од Германија, од Луксембург, кој што размислува да се врати и да работи од Македонија, да живее и да работи во Македонија. Благодарам многу за разговорот.
Ми беше многу пријатен разговор. Довидување. Стадион. Емисија за вашата вистина.